Почитувана колешке, почитувани медиуми, еве веќе можеби над половина месец разговараме за ребалансот на буџетот и веќе горе-долу најверојатно ќе се приближуваме и до самиот крај. Не е спорно дека ќе го изгласате заради тоа што сте мнозинство, но треба да направиме една ретроспектива и да видиме што граѓаните на Република Македонија мислат за овој ребаланс или што ќе добијат нели од овој ребаланс, заради тоа што се работи за сериозна сума на средства, како што кажав и во претходната реплика. Она кое што може да се воочи, кое што се општи во медиумите, кое што е општа перцепција на јавноста е дека во овој буџет има покачувања само во непродуктивните трошоци, дека не запираат непродуктивните трошоци, дека повторно растат ставките за плати, за мебел, за би кажал возила и така натака, но сепак нема ставки, нема покачувања во буџетот за конкретни проекти кои што ќе го подобрат животот на нашите сограѓани. Ние зборуваме за буџет кој што треба да помогне нели на добивање на уште едни избори, а со оглед дека како држава сме све послаби финансиски, дека пари имаме све помалку, а дека се почесто имаме избори, овој пат ќе немате толкава можност нели да ги пуштите тие пари во оптек од институциите, па да правите институционален подкуп, за да може повторно со некои десетини илјади гласа разлика на мала врата да се протнете, за да можете да составувате непринципиелни коалиции. Ние во овој буџет, нажалост, нема да обезбедиме средства за граѓаните да плаќаат помалце сметки, тоест помали сметки за струја, помали сметки за вода, нема да плаќаат поевтино гориво, само инфлацијата ќе расте. Сите она кои што го говорите изминатиот период, граѓаните ќе може да го демантираат веќе во првиот маркет. Како што се доближува есента, најверојатно по што можеме да го видиме, ќе има, никој не го сака, но сепак тоа е факт, веројатно уште еден бран па одредени рестрикции кои што уште понегативно ќе се одразат на економијата, а ние во овој ребаланс не сме предвиделе никакво сценарио кое што ќе може да го издржи и тој шок, кое што повторно ќе отиде на поскапување на малопродажните производи. Можевме да видиме во изминатиот период дека текстилната и кожарската индустрија е се пожестоко погодена. Во мода Свети Николе се отпуштаат работници, тоа е ваша изборна единица. Баргала во Штип затвори, тоа се стотици семејства кои што остануваат без плата и без работа, а ние не најдовме сила, замислете, во овој ребаланс да одвоиме средства за да можеме да им помогнеме на тие луѓе. Па тука ќе читаме изјави и соопштенија, но сепак на крајот денот ние можеме да се расправаме до утре, но единствената суштина, единственото прашање кое што требаше да е поставено со овој ребаланс на буџет, дали ќе можеме наредните 6 месеци да им го лесниме животот на граѓаните кои што живеат во Република Македонија. Одговорот е за жал не. Благодарам. Контрареплика, пратени